Драги Скопјани, а Ирлија возење со автобус по поскапи цени. Уште едно лажно предизборно ветување на градоначалникот Трајановски паѓа во вода. Тој ветуваше дека новите автобуси нема да бидат причина за поскапување на билетите, но вистината е сосема друга и обратна. За жал, откако ВМРО ДПМН раководи со државата и градот, поскапува буквално се. Поскапеа струјата, водата, парното, такси превозот, радиодифузната такса е на пат да се зголеми, а вчера дојде ред и на автобускиот превоз. Не е точна причината дека за поскапување на автобускиот превоз е цената на нафтата. Вистинската причина за поскапувањето на билетите е недомаќинското управување со ова јавно предпријатие на градот. Ова јавно предпријатие, впрочем како и сите останати, е претворено во биро за вработување на партиските војници на ВМРО ДПМН. Заради нивното вдомување сега ќе плаќаат сите граѓани. Социјалдемократскиот сојуз смета дека поскапување на автобускиот превоз не смее да има, бидејќи јавното сообраќајно предпријатие добива милионски субвенции од градот. Срамно е јавното сообраќајно предпријатие да работи нерентабилно покрај привилегираниот статус кој што го ужива во градот и покрај донациите кои што ги добива од владата во автобуси. Автобусите се купени од парите на граѓаните и новите автобуси требаше да го подобрат и поевтинат, а не да го поскапат јавниот превоз. Сега се гледа дека бесплатното возење на пензионерите 2 пати неделно е само уште еден маркетиншки трик. После изборите, градоначалникот Трајановски и ВМРО ДПМН ја испорачаа фактурата. Во услови на рекордна сиромаштија, за жал, и автобускиот превоз полека станува луксус за граѓаните. Ние како Социјалдемократски сојуз ќе ги користиме сите демократски средства да ги заштитиме интересите на граѓаните и оваа одлука да се врати и поништи.